Со превес на очите и бел стап во рацете. Гостите во ресторанот Амбрела во Скопје синоќа почувствуваа за миг како слепите лица го перцепираат светот околу нив, односно како изгледа социјалниот живот на овие лица и со какви проблеми тие се судираат во средината во која живеат. Водени од друго лице, седнуваа на масите и нарачуваа од менито, изработено на Брајово писмо. Напишано, ние треба да се базираме на потребата на слепите. Да. Така прават и сите живи. Кога ќе почне да титка, знаеме дека е преполно, дека се преполнува. Чашата? Да. Пред се не е лесно, навистина треба да имаш голема доверба према тој што те води доколку имаш помош или да му веруваш на стапчето. Треба да се потрудиме сите како општество, како држава, да им го олесниме и да им направиме една инклузија за да можат полесно да функционираат и полесно да го живеат животот, да се информираат, да читаат, полесно да ги обавуваат секојдневните обврски. Prema standardima Svetske zdravstvene organizacije, vaš krvni pritisak je u granicama normale. Несигурност генерално, страв не. Чудно е, поинаку е. Нели едно сокче да го ставиме, мораме се да со допирот да почувствуваме секој предмет, да речеме че корењето е исто чудно, нели јас не сум навикната на стапчето, на што има пред мене, околу мене, да речеме додека го нема в превезот, видов дека позади мене има да речеме столче маса. Сега немам чувство на кое растојание се од мене, па нели чекорите се ситни, несигурни. Настанот го организираа Националниот сојуз на слепите на Република Македонија, заедно со Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидски организации на Македонија, со цел преку неформално дружење, присутните да се запознаат со некои од предизвиците со кои се соочуваат слепите лица во земјава, воедно и да се придонесе кон зголемување на видливоста на граѓанските организации кои ги застапуваат лицата со попреченост во медиумите. Ваков тип на активности кои што ќе работат на зајакнување на соработката помеѓу новинарите, медиумите и граѓанските организации кои што работат во оваа област е особено значено, не само од аспект на подкривање на видливоста на лицата со попреченост, туку и од аспект на зајакнување и подкривање на свеста за предизвиците и проблемите со кои што се соочуваат нашите сограѓани во општата јавност, овие наши сограѓани кои што многу често се осеќаат и помалку маргинализирани во општеството. Како организации на лица со попреченост, ние сметаме дека најдобриот начин како да се бориме со таа дискриминација и како да ги намалиме тие предрасуди е со директно учество на лицата со попреченост на сите активности, во сите акции, во сите проекти кои што се однесуваат на нив. И токму денеска, затоа се одлучивме за ваков тип на активност, каде што самите лица со попреченост ќе имаат можност да упатат некои клучни пораки во однос на нивните права, кои би требало да се разгледа одговорните институции, државни институции, меѓутоа и организации да ги чујат и да ги земат во предвид кога ќе ги планираат понатамошните своји политики, програми, проекти и така натаму и така натаму. Влегуваме во групата на земји кои го поддржуваат Маракешкиот договор. Тоа е договор на Светската организација за интелектуална собственост и Светскиот сојуз на слепи. Членка на двете тела и Република Македонија преку Државниот завод за индустријска собственост и преку Националниот сојуз на слепите на Република Македонија. Овој договор е склучен во Мароко во 2013 година, меѓутоа за жал и покрај сите наши лобирања или ургирања или врски или како сакате да кажете, се уште во Република Македонија не е ратификуван. Што тој договор значи? Тој договор значи дека сите материјали кои се публикувани ќе бидат пристапни на слепите лица. Тоа значи дека како што вие кога сте издавач, дали е тоа на магистерска теза, дали е на дипломски труд, на докторски, дали е на книга, мора да оставите 5 задолжителни примероци во Национална и универзитетска библиотека.
Во овој случај со слепите, тоа значи дека вие, вашите примероци, без разлика од која институција доаѓате, треба да бидат достапни на формати за слепите лица. Тоа не значи дека секоја институција сега ќе мора да печати на Браево писмо или дека ќе треба на аудио материјали да ги прави тие материјали, меѓутоа тоа значи дека Word документот кој што е подготвен за обработка и понатамошно печатање, ќе треба да го направи достапен за слепите лица на нивно барање. Тоа не чини ништо, не чини пари, апсолутно не ја кошта ништо ни државата, ни било која институција или било кој писател. Со тоа не се повредува авторското право во ниеден случај. Тоа значи можност за пристап на книги. Тоа всушност значи основно човеково право, пристап до информации на сите. Милица Трпковска од Тетово лице со оштетен вид вели дека преку ваквите настани се посочува дека пристапноста во движењето е проблематична, особено во простории каде е тесно и полно со луѓе. Доколку немам некој со мене, односно персонален асистент или другар, колега, снаоѓањето е потешко за тоа што мора да се чекори внимателно, да се опипа теренот околу себе. Има нормално техники за движење, меѓутоа во вакви простори каде што има доста луѓе и каде што се растркани маси столови, треба човек да е доста внимателен и секако да побара помош, може би е најдобро доколку е волку тесно и тешко за движење. Трпковска истакна дека непристапната инфраструктура е најголемиот проблем со кој се соочуваат слепите и слабовидните лица. Јас имав обука во Соединетите Американски држави, кога бев на пракса да се движам самостојно. Меѓутоа, кога пробав тоа да го правам во мојот роден град Тетово, сватив дека моето движење, да речеме, да поминам 500 метри, каде што го знам патот, мене ми треба повеќе од половина час, бидејќи насекаде има коли, возила на тротоарите, паркирани, има луѓе кои брзаат, со велосипеди, пешаци воопшто не гледаат, значи не даваат простор за поминување на лица со оштетување на видот и кучињата водичи се реткост тука и не се дозволени секаде се уште, тоа не е законски регулирано и мислам дека за нас лицата со оштетување на видот мобилноста е најголем проблем и најголемото ограничување и законски треба да се уреди инфраструктурата со тоа што веќе ние имаме закон, само треба да се применува законот за градби. Тоа е она што треба како следен чекор да се направи, она што е напишано на хартија да се применува. На настанот беа презентирани и тифлотехничките помагала кои го олеснуваат секојдневниот живот на слепите лица.